Како на брза лента се гласаа законите за коридорите 8 и 10. Со европско знаменце се изгласаа неколку стотици закони, ама не можело да се направи промена на Законот за здравствена заштита, затоа што според техничкиот премиер и поранешен претседател на собранието Талат Џафери станувало збор за индивидуален случај. Дека не станува збор за индивидуален случај објави ТВ Алфа пред 2 дена. Фондот не одобрил пари за третман во странство, ниту за Јани Иванов, чиј случај е речиси идентичен со оној на Леонид. Таткото на Јани се преклучува кон иницијативата за промена на Законот за здравствена заштита и апелира тоа да се направи што е можно поскоро. Они уставот неколку пати во краток временски период го сменија. Сега слушам нешто на Ковачевски, на другиот што беше премиер за внатрешни работи, што е му издаваат по 2500 евра месечно за една година. Значи они може да си го менјаат законот како што сакат, како што нив им одговара, за да взимаат пари повеќе, а не може да го сменат законот, значи, за овакви пациенти, нарочито млади деца. Актуелниот закон за здравствено осигурување не дозволува промена на правилниците, дури и ако управниот одбор ги изгласа промените и за тоа добие согласности од Министерството за здравство. Тоа нема да биде возможно, бидејќи треба да се измени Законот за здравствено осигурување. Во 2020 година има вкупно 193 барања за лекување во странство, од кои биле одобрени 142. Во 2021 година имало 275 барања за лекување во странство, а фондот одобрил само 193. И во 2022 година имало 347 барања, од кои биле одобрени 264. Во 2023 година имало 347 барања за лекување во странство, но се уште нема податок колку биле одобрени. Од ФЗО за Алфа велат дека за 2024 година за оваа намена резервирани биле 400 милиони денари.